Мерките за заштита од коронавирусот кои владата ги донесе во пресрет на новогодишните и божикните празници не се доволни, алармираат докторите. Велат здравствените работници се на колена, а здравството се одржува вештачки бидејќи системот е пред колапс. Алармираат до граѓаните на кои власта, откако не воведе полициски час, сепак им остави можност да ги поминат празниците во друштво, да бидат совесни. Оти вирусот ќе поминал, а изгубените животи нема да се вратат. Ковидот, тоест SARS-CoV-2 не бира по познанство. Тоест не сте безбедни кога седите со некој што го знаете, туку сте безбедни кога не седите со некој. Затоа празниците треба во најтесниот круг на семејството да поминат, да не се мешаат семејства и да не се мешаат друштва воопшто, ќе помине животот и без една година славење, бидејќи верувајте дека тотално веќе не последни сили, ова е вештачко одржување на некој здравствен систем, бидејќи сите на сите нивоа се преморени веќе. Дека пикот на заразата во земјава е се уште тука, потврди и доктор Злате Мехмедовиќ. Тој вели оти за надминување на вториот зимски бран ќе може да се зборува само кога драстично ќе се намали бројот на новозаразени и починати. Признава дека надлежните при димензионирање на рестриктивните мерки прават баланс помеѓу економската и здравствената стабилност. Се уште го живееме вториот бран и се уште сме на врвот на вториот бран. Ова е пикот на вториот бран и се уште не сме го виделе намалувањето во бројките кои што го очекуваме и ние здравствените работници, меѓутоа и граѓаните, со цел да можат малку да здивнат од оваа стихија наречена коронавирус. И покрај опасноста од нов уште посилен бран по празниците како последица од непочитувањето на мерките, властите во земјава не размислуваат за воведување на полициски час. Најновата одлука на владата се однесуваше само на ограничување на работното време на угостителските објекти, но инспекторите признаа дека мерките делумно се почитувале. Од друга страна, на големо се изнајмуваат викендички во туристичките места за новогодишните празници. Се нуди простори за 15 луѓе без да се праша дали се од исто семејство. Надлежните најавија казни, но не кажаа како ќе ги контролираат сите изнајмувачи во ски центрите. За разлика од Македонија, западните лидери го стегаат обрачот пред божикните празници. Италија и Германија ги затворија сите ресторани, барови и несуштински продавници, а граѓаните ќе смеат да ги напуштат своите домови само за работа или за итни потреби. Италија има и полициски час, па дури и забрана за примање на повеќе од 2 лица во домовите. Австрија од денеска воведува 10-дневен карантин за секој што ќе влезе во земјата. Карантин пред празниците донесе и владата во Австралија. Во Сиднеј 250.000 жители на северното предградие ќе бидат целосно затворени.